Одигравте две средби на стручкиот турнир, две средби против екипи што играат во Лигата на шампионите следната година. Два минимални порази, како ги видовте вие? Добро, резултатски не сум баш задоволен, бевме блиску тука вчера со цели, што се вративме последни 15 минути. Оваа средба со Бешикташ 60 минути бевме егал, водевме 1-2, на крај загубивме, но сепак можам да бидам задоволен, пошто се овој припнеми периоди, нас првенството ни почнува покасно 15 септември, кај што имаме голема утакмица против Пелистер. Имаме време уште да работиме, не е право светло на Еврофарм и сигурно дека ќе атакуваме за висока позиција и мислам дека овој турнир можеби малце порано дојде за нас, но е добро зашто ќе играме со квалитетни екипи. Сигурно сега следува со Тулус, на Француска многу добра екипа и ова е добро искуство за нас, посебно за некој дел од играчите на Еврофарм кои што немаат сигурно вакви интернационални утакмици и ќе биде голем плюс за првенството. Денеска имавте предност до некаде средината на вториот дел и потоа наеднаш со 5 гола на прибак од краток период Бешикташ ќе сврте средбата. Па знаете како, ние нешто спремаме и тактички и технички, разумеш? Нас не ни е битно исто резултатот, битно е како играме, системот, но имаме нов тренер, имаме нов систем на игра како во одбрана, така и во напад, мора да се прилагодиме. Морам да кажам, ова ни е втора утакмица, ние дојдовме од Маврово, припремни, се уште сме тешки, имаме време тек, очекувам после септември више да влеземе во посекуваната форма. Морам да кажам, значи резултатски не сум задоволен лично, пошто бевме блиску, секако јас сум човек што секогаш сака да победува, но сепак морам да бидам малце задоволен од сите играчи до сега. Нов тренер, помлад во однос на оние кои што работевте до сега, донесе ли некоја нова визија, нешто поинаку до сега што се работеше и барали нешто поинаку, некаков нов пристап, поинаков пристап на тренер? Да, нормално. Сепак морам јас претходниот тренер Илија Темелковски што направивме голем успех. Добри резултати, сега дојде нов тренер. Лично го познавам, пошто беше тренер на Костанца во Романија, имаме подруг систем, малце играме побрзо. Сепак мора да се навикнеме на тој систем, не е лесно и доколку бидеме дисциплинирани, доколку со добра работа и да бидеме здрави, мислам дека ќе направиме добар резултат.